Почитувани колешки и колеги пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност, ако разгледуваме годишниот извештај за работата на Советот на јавните обвинители за 2023 година, мислам дека на денешната комисиска седница е јасно она што граѓаните кои не делегирале на овие позиции како нивни представници, да го кажеме, колегите и колешките детално го образложија. Ценам дека и јас треба да истапам во ваков момент и да го дадам накратко мојот осврт. Прво, номотехнички, мислам дека ова е најобскурниот извештај кој што досега сме го добиле од вашата институција. Речиси секогаш има ист формат, но изготвувачот направил неколку суштински грешки, бидејќи водиме како процес во имплементација на европско законодавство и европски практики. Голем дел од работите кои што требаше всушност да ги содржи во извештај е суштинските компоненти, освен номотехника и голо набројување на факти. Јас не гледам приказна која што може да направи некој сценарио. Во суштина, стерилен правосуден систем, стегнат и угушен во прангите на политичката моќ и задкулисните игри, создава ваков стерилен извештај. Во суштина, знаете, има една латинска изрека која што се вика quid pro quo. Ти мене толку, ја тебе толку. И тоа е така интересно ако зборуваме за тоталитарни системи, ако разговараме за мафија, ако имаме некој холивудски блокбастер кај што треба да видиме некој интересен трилер, но кога треба да зборуваме за државен интерес и за правосуден систем, тогаш тоа е недозволиво. И еве, ќе ви доловам една случка од вистинскиот живот во една позната гостилница Меана, како сакате ресторан во Скопје, седат четворица господа и разговараат и вели: во обвинителство мој е тој, тој и тој, во апелација ќе сеам на таа, тој ми должи, во врховен тие двајца се мој, третиот ќе го најдеме. Знаете зошто? Зошто секој кој што зема пари е ефтин. И секој кој еднаш ка земал е вечно должен на овие спони на моќта. А нашата мала држава, нашата Македонија е сочинета од толку малку луѓе, толку сме малку, јас често пати овде сум велела, ако не сме роднини, сигурно сме сватови, и се знае. Исто како и во затворските оделенија. Како што сите знаат кој судија може да се купи, кој убиец може да излезе на слобода и на викенд, а кој е грефче за 40-50 кебапчиња или за не знам некоја ситна кражба, ќе си заглави по 4-5 години, ќе си слугува таму на разните кланови, ќе си биде малтретиран и така натаму. И сето тоа е едно грдо лице на денешната реалност. Нешто што ние овде, од оваа позиција, не само декларативно што не смееме да не го дискутираме, туку мораме и да се справиме со истото. За жал, Македонија е партизирана држава и овде се согласувам дека луѓето кои што не влегуваат во партиски организам често се изгубени и најчесто избезумени или пропаѓаат во општествените маргини или заминуваат од Македонија, но постои и начин, а тоа е кога имате власт која што дошла да работи демократски и транспарентно, можете да се одважите и секој ден граѓанин може да си ја проба среќата и да добие шансата која што Уставот му гарантира. Уставно загарантираните начала треба да бидат нашето начало, нашата веритас. Можам да ви кажам и лични примери со обвинителството низ годиниве, можам да ви кажам и примери на мои пријатели, блиски луѓе, можам да ви кажам и од голем број на граѓани како се чувствуваат во однос на довербата на обвинителско-судскиот систем. И вистина е тоа, јас точно разбирам, доаѓам од фелата, иако сум теоретичар, за жал овие години и маката ме нанесе да научам многу и од праксата. И морам да ви кажам дека
многу добро разбирам и позицијата на оние кои што нели ги сметаме за наши немезиси, кои што ни носат зло или го спроведуваат злото. Бидејќи многу е голема желбата да се држи позиција. Многу е важно да се биде нешто во општеството. И тоа многу важно за некои луѓе, не велам лично за вас, но генералната слика е дека тоа многу важно станува, го исклучува човечкото и професионалното во судско-обвинителскиот систем. Бидејќи за мене е неприфатливо дека во едноумието имаше подобри обвинители и судии од плурализмот. Невозможно е оние што учеа од големи глави и кои што спроведуваат дури во еден таков еднопартиски систем, каде што функционира и удбашки закани, каде што огромен број на граѓани беа следени, некои направија кариери, генерации се тие до ден денеска се расшетани во политичкото милје, нивните потомци кои што правеа кариери на судбините на луѓе кои што имаа став, дали сакаа слободна Македонија, независна, дали сакаа не знам до Токио да биде Македонија, како и да е, имале право да сакаат и да мислат, а тоа било забрането. И истите тие и нивните потомци денеска во најдеформирана форма ги гледаме како сиви еминенции кои што си играат играчки со правосудниот систем. И токму тука е главниот проблем на кој што ја сакам да алудирам. Сметам, бидејќи со господинот Јовевски тука имавме жестоки дебати, колегите се повеќето присутни и знаат, и председателот беше заедно со нас во претходниот состав, јавноста знае како сме дискутирале и гледавме пред наши очи една фигура која што ја снемуваше, која од ден на ден исчезнуваше, затоа што желбата да се стане уставен судија, зашто и тоа е приватен по феуд, уставниот суд, беше над уставот и законите, над правилата на човечност, над сите можни норми, тоест, како што знаеме сите од филозофија на право, и непостапувањето е злостор, како и задоцнитата правда. Ние мора да ги надминеме овие состојби. Јас нема да се повторувам, но и честопати си го добивам понос. И морам да ви кажам дека сепак овој систем не е неделотворен и има начини како да ги повреди или да се обиде да ги заплаши оние кои што јавно говорат, но ете, јас сум решена да говорам до крај, макар и останала сама. Вистината е една. Јас посакувам да може да се случи реформа во правосудниот систем, заедно со голем тим на правници, и во предизборието учествував во креирањето на модели кои што може да донесат демократизација, либерализација во судско-обвинителскиот систем. Постојат многу различни варијанти, пред се европските практики се тие кои што треба да ги погледнеме, но би сакала и вас лично да ве замолам да пренесете нашата порака. Значи, навистина, невини луѓе скапуваат по затвори, криминалци се направија милионери и шетаат по улици и сите ги гледаат и ги знаеме. И тоа е она што е одвратно. И тука не гледам партиска боја. Партиите се менуваат како чорапи ако се сака да се заштити капиталот. Тој менталитет робски и тоа непостапување не носи онаму кај што сме. Но верувам исто така дека без оглед на се може да се најде сили, бидејќи јас како и моите колеги претходно сметам дека имаме и луѓе кои што се стручни, кои што се способни да си го заработат хлебот, кои си ја сакаат работата и кои сакаат да помогнат во овој систем да се воспостави еден правичен однос кој на сите ќе ни даде една сигурност. Така ќе имаме и бизнис, така луѓето ќе сакаат да создадат. Еве ќе ви кажам еден пример сега на крајот, ама ми текнува. Во една исто така, значи, скопска кафеана, многу скромна, ми се обраќа една жена која што се представи како газдарица и кажува дека дотична особа и побарала 40% од незината фирма. Замислете, само од позиција на функција. Таа е на функција, треба да спроведе извршна дозвола за да биде тоа, таму да се направи бизнисот да ја оди. Ете, тоа е Европска унија, тоа се западните вредности, либерален капитализам. Но не, вие морате на некого да му платите, не само да му дадете подмитување, туку удел во вашата скромна мала фирмичка, од која што враните фамилија, за да можете да живеете. И тоа е нормален муабет веќе.
Тоа е одраз на дното во кое што се наоѓаме. Тоа се животните приказки кои што не насекаде се околу нас. Оти верувајте, сите добро знаете. Денеска сите се срамат од скромни луѓе. И им стануваат неважни, а се восхитуваат многу на звонци. А тоа е всушност обратното од она што треба да представува еден уставен поредок. И од таа причина ќе гласам негативно за овој извештај. Сметам дека ништо не ми кажува ново. Единствено нешто што го разбирам е дека како и сите други категории во општеството и јавните обвинители заслужуваат достоинствена плата. Секогаш сум сметала дека трудот мора да биде платен, но тој не може да биде спрега на никаква политичка моќ. Во моментот кога се инструментализира, станува безвреден. Ви благодарам.